Од недостаток на слободни термини за специјалистички прегледи, преку чекање и до 6 месеци за снимање на магнетна резонанца, скандали и недостаток на лекарства за најболните граѓани во клиниката за онкологија. Македонското здравство во земјава е пред колапс. 25 минути истражува зошто тешко кајматичните се закажува на мој термин за преглед на специјалист, која е причината поради што се потешко се доаѓа до снимка од магнетна резонанца, но и кој е одговорен за недостатокот на терапии за лицата болни од канцер. Изминатиот период, болните со рак се соочуваат со недостиг на повеќе лекови, живеејќи во страф од ден за ден за тоа дали ќе имаат лек за нив, велат дека мора да фаќаат и врски за да стигнат до потребната терапија. Еден меѓу нив е 64 годишниот пензионер од Велес, кој има тешко болна сопруга од карцином. Тој објаснува дека со неговата пензија од 15.000 денари, последниве 2 месеци на приватно фаќа врски да ги набавува лековите за неговата болна жена, кои чинат и по 100 евра, бидејќи лекот не е достапен на клиниката за онкологија. Сопругата моја е болна од карцином. И скоро една година се мачиме по болници, по една по друга. Лекови набавуваме од тука нешто од Албанија, нешто од Србија. Значи нема тука доволно лекови. Сега мораме да бараме излез како ќе биде работа, да речеме. Кој како ќе ти каже, така се мачиме. Зимаме некои капки од Скорпија, од Албанија. Овде ги нема, не ви ги препишува дотичниот доктор или? Това се набавуваат на црно, а негде околу 100 евра една шишница од 50 мл. Пензионер, примањата се мали, 15.000 пензија имам, невестата моја уште нема пензија и така се бориме. Керките нешто помагаат, јас нешто ќе помогнам, треба да се јаде, треба некои комунали да се платат. Она се на храна, она што е специјална, витамини, разни работи, се е скапо. Не гледаш кај отидоа, да речеме, 1 кило протоколи 100 денари пари. Велешанецот кој го начекавме во дворот на онкологија, чекајќи ги резултатите за неговата жена, вели дека со секое доцнење на лекот е дополнителен стрес за целото семејство, а проблем е и тоа што пациентите немаат ниту сила, ниту пак начин како да реагираат за овој проблем. За сите граѓани што се болни е тешко, само за оние што се, да речеме, богати, можда нешто, ако има век, има и лек. Една работа сакам да кажам дека оваа болница, само една болница у цела Македонија на 2 милиони жители. Како може да речеме, кој како ќе до една власт си зима пари, а не мислат на народот, мислам државата не мисли за народот дека се мачи, дека тие работи. Мене ме чини со кола, морам со кола да земеме, мислам, со автомобил, околу 2000 арки пари. Патарина, бензин, се. Уште само едно кратко прашање на крајот. Во однос на тоа, мислите дека нешто ќе се подобри, одговорност некоја од институциите, од било што, бидејќи се збори дека наводно тендер нема за дел од лекарствата. Одговорност има ли? Има ли? Тешко. Ја не верувам да има одговорност за тоа, ако имало одговорност за себе, и за најболните? И за најболните, имало 1000 пати. Држава не се бори за народот. Значи не се секира за народот дали има или нема. И тоа е тоа. И само тоа да кажам. Значи може да направат уште 2 болници, да се растерети ова, да набават лекарства, а не кој како ќе дојде на власт, па ќе речем секој гледа само да земе, никој не мисли за овој народ. За проблемот со лекови за рак е запознаена и жителката на Скопје, која периодов ја посетува онкологија поради нејзини здравствени проблеми. Додека стоев во ходник, слушнав како пациентите меѓу себе си разговараат и дека наводно немал кој цитостатик недостасува, не можам да кажам. А меѓутоа слушнав дека требало да го набават од Србија, од Бугарија, не знам, не сум точно информирана, меѓутоа слушнав помеѓу пациентите во ходникот дека наводно требало да го набават од некаде од надвор, а не кај нас во државата. Мислам дека со оглед на тоа што редовно плаќаме, придонесуваме нели во фондот за здравство, мислам дека фондот за здравство треба да ни ги обезбеди сите тие лекови. Меѓутоа ќе се сновиме, ќе се откажеме од многу нешто за да можеме да си ги приуштиме лековите што ги нема. Државата треба да води малку повише сметка за нас пациентите. Нашата соговорничка исто така не е убедена дека најтешко болните ќе го надминат проблемот со недостатоците за терапии, но и редовни контроли и прегледи од специјалистите на клиниката за онкологија. Мислам, нешто слушнав дека наводно имало проблем со некој тендер.
Дали е тоа само фарса дека е проблем тендерот или не можам да кажам. Најтешко болните со кои поразговаравме, велат дека тие во ваква ситуација своите лекови ги бараат во соседните земји, се со цел да продолжат или почнат со терапијата, а други, поради финанси, остануваат да чекаат лекот да биде обезбеден од клиниката, која е должна да го набави истиот. За хемотерапија сум јас од 9 сата чекам. Викам дека нема празно кревет, а има 6 и чекаме. Предпоставувам вие боледувате некоја сериозна болест, Од рак. Так. 2 години. Во јавност информациите дека овде за пациентите кои се заболени од канцер дека нема доволно лекарства. Дали е тоа вистина, така. каков е случајот со вас? Вистина е, но фала му на Бога, јас ги немав тие хапчиња што му фалат на другите, му недостига на другите, но вистина е тоа. Да. И како граѓаните или луѓето ќе коментираат овие работи, како преживуваат, бидејќи претпоставам дел се скапи? Тоа е тешко, без лекови не знам, а не се наоѓаат прва работа и по аптеки не се наоѓаат, само ќе кажат кога ќе дојде ќе ви се јавам. Па се надеваме, ако немаме надеж нема да живееме. И така, како се надевам ке Господ за живот, се надевам ке државата за помош. Заболените од карцином критикуваат дека покрај тоа што не можат да ги најдат своите лекарства и терапии во земјава, тие се соочуваат и со проблеми во однос на закажување на термин кај матичните лекари за магнетна резонанца. Болните тврдат дека по зрачната терапија неопходна е магнетна снимка, но за термини чекаат и по неколку месеци. Ако може да се среди со снимањава, пошто фактички 3 недели откако ќе се прими 4-та хемотерапија, во тие 3 недели треба да се направи и снимка, да се види до каде и после 3 недели да знае докторот како да продолжи. Ние тоа не може да успееме да го направиме. Зошто? Зашто нема термини, нема од овде само имаат право да ни дадат упут, немаат право на термин. Нив не им отвараат термини. Тоа конкретно вие сте го сетиле на своја кожа, претпоставам. Јас требаше сега во понеделник да продолжам со терапија. Јас не можам да закажам за снимање. Правите муавет за магнетна резонанца, претпоставам, или? Да, за магнетна. Значи, повеќе од 3 недели не можете да земете термин, а боледувате од сериозна болест. Да. Се обративте и до... До кого да се обратиме? Има, ајде кажете, упатете не, ако има каде да се обратиме, ќе се обратиме. Али стварно ова со толкова клиника, со толку пациенти, да не може да се закаже кај нас работата не е многу за чекање. Да ми закаже мене после 3-4 недели, после месеци и кусор. Јас од тој период може да искрсне нешто друго со болеста. Недостатокот од специјалисти, лекари во внатрешноста на земјата и сложениот систем за набавка на лекови за најтешко болните се удира врз грбот на пациентите, вели доктор Петра Темелкова. Јас како матична се соочувам со тој проблем. Најчесто се случува пациентите да чекаат 2 до 3 месеци за одреден специјалистички преглед или пак за истиот воопште да нема слободен термин. Вие како матичен лекар, што може да издействувате пациентите да дојдат побрзо до соодветен термин? Можам само да укажам на проблемот и единствено нешто што јас како матична можам да го направам е да го забележам пациентот, значи да го евидентирам. Редовно да проверувам во мој термин дали има или не слободен термин или доколку има истиот да го резервирам. За жал се работи за многу специјалистички дејности. Ќе почнеме од дијагностичките процедури ехо и мамографија. Се поголем е бројот на жени на кои што им се потребни вакви дијагностички процедури, а многу ретко и во многу мал број се пуштаат слободни термини. Истото се случува и со урологија. За некои специјалистички дејности можеме да креираме само итен упут, односно 24-часовен упут, таква е кардиологија, а за некои од специјалистичките дејности ние како матични немаме право воопште да креираме упут. Таков е случајот за пулмологија, алергологија, ревматологија, гастроентерохепатологија и ние тука како матични сме принудени на некој начин пациентот да го пратиме кај друг специјалист со цел
тој специјалист понатаму да го препрати пациентот кај соодветната специјалистичка дејност. Имаме едно поголемо одовлекување од 4, 5, 6 месеци па и повеќе. Доктор Темелкова прецизно го посочува проблемот во системот за лекови и за упатување на пациенти на клиника. Се случува пациентот да чека месец, 2 до 3 за некоја од овие процедури. Како матична јас немам право да издадам таков упут. За тоа се задолжени специјалистите, нели знаеме ваквите дијагностички процедури се скапи. Ретко кој пациент може да си ги дозволи и се случува веќе кога ќе се постави дијагнозата и соодветната терапија веќе да е касно. Голем број на пациентите се принудени овие дијагностички процедури приватно да ги платат и со тоа револтот кај граѓаните навистина се зголемува, тоа што нели сепак како што кажав станува збор за скапи дијагностички методи. Во Македонија годишно од рак заболуваат по 7000 македонци, според последниот извештај на Институтот за јавно здравје. Кај жените најчест пример е канцерот на дојката, додека кај мажите предничи канцерот на белите дробови. На трето место е мелигномот на желудникот и дебелото црево. Раното детектирање на болеста и навремената терапија се клучни за продолжување на животите на заболените од канцер. Процедури кои периодов споро ги обавуваат здравствените власти во земјава, додека одговорноста за тоа недостасува. Министре Сали, има проблем и за тоа сте свесен. Термини за прегледи, за специјалистички прегледи нема со месеци. Нема магнетни резонанци. Нема можност за мамографии. Има сериозен проблем сушност со години. Прашањето е како да го решиме? Да. Значи вака. Благодарам за прашањето и за можноста да се објаснуваме пред јавноста. Благодарам што сте гостин. Значи вака, за магнетот и за мамографи. Уште од самиот почеток на именувањето, една од првите точки за кои што се посветивме највеќе во Министерството е децентрализација на здравствени услуги од клиничкиот центар. Што значи тоа? Сите услуги кои што беа концентрирани со тек на годините во клиничкиот центар, а со тоа и диагностика, да ја растеретиме и да ги вратиме пациентите во местото на живење. Тоа значи да ги вратиме во болниците каде што они би требало најблиску да бидат обслужени. Ние во изминатиот период од 10 месеци, а секако и во продолжение, и понатаму продолжуваме со инсталација на опрема која што е диагностичка воглавно. Значи сега ставате опрема, апарати, машини во кои градови точно? Би можел да набројам до сега што сме направиле, за да знаете како продолжуваме до крај на годината. Нов акцелератор инсталиравме во 8 септември. Нов акцелератор исто се пушти во употреба во клиниката за онкологија. Магнетна резонанца една се пушти во 8 септември и мобилен магнетна резонанца се пушти во исто така во 8 септември. Во Прилеп пуштивме нов магнет и во Кавадарци пуштивме компјутерска томографија. Во набавка, во процедура на набавка сме и за реализација на голема набавка со поддршка на Светска банка. До крај на година во 12 јавни здравствени установи очекуваме нова опрема, како што се ангиографи, компјутер томографи, мамографи и повеќе други дигитални рентгени и така натаму. Добро. Велите, еве и Светска банка, тоа видовме дека акцелераторот беше во 8 септември од донација од италијанска амбасада, така? Кога акцелераторот е купен порано, а магнетната резонанца беше од италијанската. Да. Значи ова се донации. Ова не се донации, ова се кредити кои што се по поволни услови од италијанската влада. Значи не се донации. Не се и Светска банка би била. И Светска банка и сите овие останати резонанци, апарати што ги спомнувате, дали се тоа од парите на граѓаните или се... Значи вака, се од парите на граѓаните. Меѓутоа, дали ги имате на располагање денес или пак ги имате на располагање од различни фондови кои што ги користите за цел снабдување на јавното здравство со опрема, а потоа отплаќате, тоа е исто. Значи се е на граѓаните.
А видете, освен што нема, еве ги споменавме сите апарати, машини, нема ниту лекови, знаете и сами. Нема инсулини, нема лекови за хемотерапии. Со години, значи, истите проблеми остануваат. Вака, инсулини има. Не знам зошто тенденциозно се поставуваат прашања дека инсулин нема. Само еден тип на инсулин има закаснување во дистрибуција од страна на добавувач, кој што до петок ќе биде надминат. Значи петок веќе ќе добијат и таа мала група на пациенти кои што земаат специфичен тип на инсулин. Инаку програмата за инсулин, за снабдување со ленти, инсулин и се останато се реализира во најдобар можен ред. Добро сме организирани, секаде има достапност. Повремено се појавуваат мали недостатоци, меѓутоа тоа е дел од целата таа мрежа од фабрика, снабдувач, нели, транспорт и доставување до институции кај што пациентите ги земаат дози. Да, но постојано се креваат пациентите. И за, еве, споменав и за хемотерапија и лековите. Ги нема. Знаете, Свесен се за тоа. Значи, вака, и јавноста е известена дека последно што направивме ние во клиниката за онкологија е смената на директорот, затоа што во повремени периоди имаше недостиг на снабдување со лекови. Дали единствената причина е ненавремената набавка или недоволното планирање во набавките, тоа го дискутиравме со директорот, дојдовме до заклучок дека таму треба да има смена и треба да се ревидира целосното работење во клиниката за онкологија. Да. Значи проблемите на граѓаните знаете и сами, остануваат со месеци, не можат да се снимаат, не може да се лекуваат. Има сериозен проблем во државава. Значи вака, од сето ова што го кажав и од почетокот, сакам да смирам јавност дека во делот на диагностика се снабдуваме максимално колку што ни дозволуваат нашите можности реални. Значи, освен буџет на Министерството, користиме и буџети од различни фондови, кои што повторно ќе бидат средства на граѓаните, или ги имате средствата, купувате, или пак ги немате средствата, наоѓате ефтини пари, условно кажано, ефтини кредити, кои што се многу поволни услови, зимате опрема, ги обслужувате пациентите, а тоа се отплаќа во период од подолг период. Така да ние работиме во делот на диагностика првично, да бидеме навремено диагностицирани, а секако дека и терапијата треба да биде навремена, квалитетна, нели, со современи лекови. Меѓутоа, дел по дел ги решаваме проблемите. Знаете дека има проблеми околу стручниот кадар, недостаток, кои не знаат да работат со машините, со овие апарати за кои говориме. Некои од апаратите и не се отворени практично заради тоа што луѓето не знаат да работат, не се стручни. Значи вака, во секоја јавна набавка, една од точките кои што се договара меѓу купувач, во овој случај Министерството или па некоја јавна здравствена установа, со добавувач, економски оператор, една точка е договор за едукација на кадар за работење со таа опрема. Не знам во минатото како се случувало, не сум имал ни време ни посветено за ревидирање на тие договори, меѓутоа во тоа што јас потпишувам, подразбира едукација на кадар за, односно обука за раководење со таа одредена опрема. И сега на 2 години знаете дека владата купува коли на лизинг. Свесни сте за тоа. Можеме ли да видиме во државава некој политичар да почне да оди пешки, да оди на велосипед со автобус, за да заштедат во име на граѓаните и да имаат, еве за ова што говориме, и апарати, и лекови, стручен кадар кој ќе се обучува? Мислам дека, значи вака, за ова прашање повеќе би било символично сето таа заштеда. На 2 години се купуваат коли на лизинг, тоа знаете, не е символично. Значи, и постојано има критики и антикорупцијска критикува за тоа. Тоа го знаете. Секако министер ќе има службено возило, затоа што не патува од дома до работа секогаш, нели, има моменти кога во последни 5 минути стигнуваме на одредено место, во друг град, некоја посета и така натаму. Така да возилото сигурно ќе го има. Дали ќе
патува од дома до работа со автобус и со точак, мислам дека е символично повеќе. Не е символично, се заштедува, но е и пример. И Добар пример пример, е. се согласувам дека е позитивен пример. Апсолутно се согласувам со тоа дека е добар пример. Меѓутоа, се уште кај нас, можеби сообраќајот не е добро организиран. Ја цел саат би требало да Ќе се патувам. мачи министерот како и граѓаните, ако еден час нема за граѓаните автобус или точак пешки, зошто да не? Па далеку живеам од Вие да Министерството да би можел пешки или со точак да патувам. Но добра идеја е да иницирате во владата еден ден во неделата, да се одбере кој ден, секој од министрите да започне да оди пешки. Добра идеја. Добра. Не сум размислила за тоа за еден ден. Да, добро. Јас благодарам за овој разговор. Ја ви благодарам на вас. Во Франција ситуацијата на пациентите далеку неспоредлива со таа во Македонија. Овде пациентите се многу по поволна ситуација и посебно во згрижувањето во болниците и на начинот на лекување, посебно за тешките заболувања, бидејќи за тешките заболувања се оди преку државниот фонд, така да пациентите ништо не даваат од својот собствен џеб. Што се однесува до лековите, во Франција во последниве години исто така забележано недостиг на некои од лекови, посебно лекови кои делуваат на нервниот систем, антиинфективните и антиканцерогените лекови, кои се најизложени на ризик од прекин со снабдувањето. Според бројките од Француската национална агенција за безбедност на лекови, ризиците од прекини се однесуваат на 2160 референци на лекови во 2021 година, а во 2018 година ризикот се однесуваше само на 871 лек. Во 2022 година феноменот се забрза на недостиг на лекови, бидејќи во средината на август прекините во снабдување се однесува на 12,5% од референците, наспроти 6,5% во јануари според економската интересна група. Недостигот на активни состојки и зголемените трошоци за енергија и транспорт ја влошија ситуацијата и затоа на крајот на годинава и на почетокот на идната година се појавува тој ризик од недостиг на лекови. Но тоа, повторно ќе речам дека воопшто е неспоредливо со тоа што се случува некој пат во нашата земја. Франција и Европската унија стана зависна од увозот на лекови. Треба да се знае дека најголемиот број на молекулите од што ги составот на лековите се увезуваат од Азија, од Кина или од Индија. Така за во 2023 година во француските Алпи во департманот Изер се очекува отворање на голема фабрика за производство на парасетамол. Значи, наједноставниот лек досега во Франција се увезуваше од странство, што се почувствува како недостиг со кризата на ковидот, бидејќи неголемиот број од пациентите беа лекувани како неефикасен лек беше токму парасетамолот. Околу опремата во Франција, француските болници се навистина добро опремени. Некој пат се чека за магнетни резонанци, за мамографија, но сепак постои една брза, како што би рекле, брза врска од матичниот доктор со болниците, посебно со Институтот за канцерологија, кој што постои скоро во сите универзитетски болници во Франција, така да ако на брзина се забележи дека некој од пациентите покажува сериозни индици, дека показатели дека има тешко за канцерогено заболување, тогаш цела постапка се забрзува. Јас во мојата работа некако новинарска, но повеќе како преведувачка, често сум во болниците и гледам дека како и за најобичните пациенти, тоа најчесто се или луѓе кои што не зборуваат француски, со кои што ги посетувам болниците, се забрзува постапката. Така, на пример, денеска бев сведок на тоа после обична консултација која што беше предвидена во диабетологија, кога докторот забележа дека пациентот постојат сериозни ризици од рак на црниот дроб, веднаш после тоа беше задржан на болница, беа организирани сите снимања од скенери, од
IRM, odnosno magnetna rezonansa, ekografija, znači sve ono što je potrebno za na pacijentu da mu se pružat prvite lekuvanja. Znači, so to ne možemo da se požalimo, iako za neko je obično, da rečemo, bolkavo koleno, to togaž može da se počeka za magnetna rezonansa, no deka ako nekoj se posomneva deka jedna žena ima rak na dojkata, togaž na vistina postavkata je mnogo zabrzana.